да исполнување на животниот сон и ветување дека секој еден ќе го даде најдоброто од себе за да ја представи Македонија во Италија на најдобар можен начин, се пораките кои што ги слушнавме од четворицата надпреварувачи на презентацијата, на вчерашната презентација пред да отпатуваат во Милано Кортина, каде што ќе се одржат Олимписките игри, почнувајќи од 6 па се до 22 февруари. Она што треба да се напомене кога се овие Олимписки игри Македонија во прашање, тоа е дека нашата земја испишува нова страница во олимписката историја, затоа што ова ќе бидат првите Олимписки игри на кои Македонија ќе настапи со четворица спортисти. Покрај тоа што ќе настапиме со четворица спортисти за прв пат, вреди да се напомине и дека секој еден од нив ја има исполнето олимписката норма. Ана Цветановска и Ставре Јада ќе ја представат Македонија во дисциплината нордиско трчање, додека Јана Атанасовска и Виктор Петков во дисциплината алпско скијање. Еден куриозитет кој што исто така вреди да се сподели е тоа дека Јана Атанасовска има само 19 години и таа е најмладата спортистка, односно најмладиот надпреварувач од сите четворица кој што ќе настапи во Италија. Исто така Јана Атанасовска годините не ја спречија да држи еден, би рекол, импозантен рекорд, бидејќи во женска категорија, кога е Македонија во прашање македонското скијање, таа го држи рекордот, барем за сега посакуваме многу вакви рекорди и во Италија и секако да се вратат со медали. Од друга страна пак, за разлика од Јана, која, како што реков, е најмлада, најискусен е Ставре Јада, за кого ова ќе биде трета последователна Олимпијада, по она во Пјонгчанг во 2018 година, а потоа и во Пекинг во 2022 година. На представувањето, за време на представувањето на спортистите, односно олимпијците кои што ќе не представат во Италија, присуствуваа и првите луѓе на Македонскиот олимписки комитет и на Македонската скијачка федерација, кои што ги охрабрија спортистите, им посака многу среќа. Во продолжение предлагам да ги слушнеме нивните изјави, меѓутоа да ги слушнеме и пораките кои што ги испратија самите спортисти непосредно пред патувањето во Италија. Во моје име и во име на Олимпискиот комитет ми е многу драго што можам да кажам дека ќе настапиме со 4 спортисти, нешто што досега не ни се случило, сите се со олимписка квота, што исто така е едно големо признание за скијачката федерација која што макотрпно работи, бидејќи да се обезбеди добар резултат воопшто не е едноставно. Самата бројка кажува многу. Она што исто така сакам да го потенцирам, што од четворицата надпреварувачи кои што ги имаме, за тројцата ни е целосно потврдено, додека за четвртиот чекаме уште една потврда која што ќе ја добиеме во наредните денови. Иако нашите подготовки во најголемиот дел се реализираат на терен за да ги достигнеме светските стандарди, скијачката федерација успева целосно да ја спроведе професионалната програма и покрај ограничените ресурси во споредба со големите нации, ние покажаме дека нашиот систем работи. Посебна благодарност упатувам до матичните тренери нови спортисти, кои се најзаслужни за овој успех. Скијањето е специфичен и непредвидив спорт, каде што една мала техничка грешка може да ја прекине трката во секој момент. Огромен труд и жртва за да дојдат до тука, поминувајќи голем дел од годината во напорни тренинзи и екстремни услови далеку од своите најблиски. Затоа заслужуваат максимална поддршка од јавноста и вас, медиумите. За мене Олимписките игри не се само остварување сон на едно мало девојче, туку и голем чекор во мојата спортска кариера. И одам таму со цел да бидам максимално подготвена физички и ментално и да ги едноставно да ги однесам моите најдобри тренинг вожњи на самата трка. Така да очекуваме тоа што го очекуваме. Јас се надевам дека ќе представам Македонија во најдобро можно светло и дека ќе го дадам својот максимум и се надевам дека ќе направам нашата нација горда. Трениравме напорно, ја остваривме нормата за Олимписки игри, сега останува само да го дадеме својот максимум, ние надпреварувачите тука,
на надпреварите кои не очекуваат во Милано Кортина. Чест ми е што присуствувам на овој настан и сум дел од тимот што ќе настапи на Олимписките игри. Долгорочност во овој спорт и трудот, интегритетот на нашата работа и на нашите вештини ќе се потрудиме да ги нагласиме на овие зимски Олимписки игри и да ја представиме нашата држава во најдобро светло. Сакам да изразам голема благодарност до Македонскиот олимписки комитет и до мојата матична федерација, односно скијачката федерација на Македонија, која изминативе 12 години, односно ова ќе биде за мене трета олимпијада последователна зимска, кои веруваат во моите способности и заедно вложивме многу труд за да се стигне до оваа трета олимпијада. Можам да нагласам тука дека одам на оваа олимпијада да го остварам најдобриот резултат што еден нордиец го постигнал за нашата држава. Ќе настапам на две трки спринт класичен стил и 10 км слободен стил, каде можам да кажам дека мако трпно се справавме последните година дена пред Олимпијадата за овие 10 км и се надевам дека ќе го дадам максимумот и ќе представам нашата држава, нашиот народ пред се скијачката федерација, Македонскиот олимписки комитет во едно добро светло. Така ги слушнавме главните повеќе на надпреварувачите пред нивното заминување во Италија. Можам да кажам дека се чувствува нивната желба да се успее, се гледа дека секој еден од нив е мотивиран да го постигне најдобриот можен резултат, а секако нам ни останува да ги бодриме, бидејќи како што веќе реков за 4 дена од сега започнуваат зимските олимписки игри кои што од 6 февруари ќе траат се до 22.